Во македонските услови на обстојување на истражувачкото новинарство, храброста се наметнува како еден од главните критериуми, затоа што новинарот истражувач може да стигне до релевантни докази, до документација која укажува на некаков криминал или на нешто неправилно во општествените процеси, меѓутоа доколку не постои храброст, таа приказна може да заврши во кант. Храброста се разбира дека е еден од најбитните фактори за добра истражувачка сторија, односно кога ќе ја добиеш првата информација и кога ќе започнеш да истражуваш, дознаваш дека ќе бидеш во костец со многу луѓе или институции на кои што не им одговара да се објави ова. Само храброста не е услов за да се направи добра истражувачка сторија, станува збор за потреба од индивидуална храброст, ресурси и амбиент во кој пишувате. Вие може да имате сета храброст на овој свет, но потребни ви се ресурси за да изработите приказна и на крајот, дури да ги најдете ресурсите за тоа да го направите, потребни се медиуми кои би сакале тоа да го објават. Едно од најбитните работи е поддршката и храброста на изворите, кои што ќе се осудат исто така да ти ги дадат овие информации и довербата од нивна страна кон новинарот, за да можеме да имаме една успешна истражувачка сторија која што би очекувале да промени нешто и да предизвика некакви реакции во општеството. Покрај ресурсите и храброста, сепак е потребна слободно општество кое ќе ги поттикнува своите новинари, медиуми кои ги поттикнуваат своите новинари да работат повеќе и да истражуваат повеќе. Во секоја нормална држава и во секоја нормална професија, вклучително тука и новинарството, истражувањата би требало да имаат своји влијанија, односно да бидат поттик и мотив за државните институции да почнат со некаква истрага. Меѓутоа, што се случува кај нас? Малку обратен процес. Ако ја земеме мојата сторија, државата наместо да ја искористи сите тие податоци кои јас ги нудам, сите тие факти, сите тие документи кои ги истражувам и ги анализирам, наместо да ја послужат како појдовна трага за потоа да се најдат кои се одговорни, односно да се казнат тие што стојат за тој криминал за кој јас пишувам, кај нас имаме обратен ефект. Односно, прво имаме една рампа во која државата не сака воопшто да соработува. Второ, што е многу карактеристично во македонските услови е тоа што институциите кои се вмешани и за кои пишуваме не сакаат дури да одговорат ни на општите новинарски прашања.